Не чекали изгор лето, но не од високи температури, туку од високи цени. Во овие денови ќе знаеме што се ќе поскапи и колку ќе не изгорат. А намаса за поскапување е буквално се. Храната, сметките за струја и бензинот се ќе оди нагоре, а доколку се ова поскапи и се останато ќе поскапува. Оваа агонија која што ја чувствуваме трае веќе трета година, започна со пандемијата, но вистинскиот шок дојде при кризата во Украина и енергетската криза која што следеше потоа. Информациите велат дека во април сме имале инфлација стапка од 10,5%, што е најмногу во последните 28 години. На 1 јуни не чека поскапување на храната. Мерката за замрзнување на цените на брашното, маслото и лебот, кој што ги донесе владата за да го ублажи ценовниот шок и големото поскапување, завршуваат токму на крајот на месецот. Беа донесени и траат до крајот на мај, но според информациите поскапување ќе има, затоа што владата овие мерки нема да ги продолжи. Велат дека немала законска основа, но и ќе се направило проблем на стопанството. Тоа и го предлага Министерството за економија, да нема директно замрзнување на цените, заради тоа што не можеме да влијаеме како Северна Македонија во делот на цените на суровините кои се увезуваат во нашата држава. Цените на храната се најголеми во целиот свет во последните 10 години. Секаде е поскапено се. Официјалните податоци од Државниот завод за статистика велат дека во април производите на мало поскапеле за дури 11%. Еве што поскапело најмногу во првиот месец од годинава, ако сме го споредиле со јануари лани. 12% најмногу се поскапени земјоделските производи. За 8% се поскапени индустриските, прехранбените производи и тутунот. За 5% кафе, чај и какао. За 3,5% рибата и морските плодови. За 3% поскапело и пивото. На почетокот на јуни ќе знаеме и за колку ќе поскапи струјата, значи освен храната ќе имаме и поскапи сметки за струја. Не дали ќе поскапи, туку за колку ќе поскапи. Експертите велат неизбежно е поскапувањето. А за колку ќе знаеме откако компаниите ќе направат пресметка и ќе ги достават до регулаторната комисија. До крајот на месецот имаат рок да ги достават своите пресметки и да кажат колку зголемување бараат, а регулаторна да одлучи дали ќе ни падне мрак на очи од новите сметки. Последен пат кога имаше зголемување беше пред 6 месеци и тога сметките се зголемија за 10%. Сега ова ново поскапување треба да трае во наредните 6 месеци. Според информациите, ќе има воведување на нови тарифи. Оние кои повеќе трошат, повеќе ќе плаќаат, но барем нема да ја чепкаат ефтината струја. Значи, за ефтина тарифа потрошувачката ќе биде неограничена и нема да постојат блокови. Бидејќи сметаме дека ефтината тарифа треба да остане без никакви ограничувања. Цената на нафтените деривати сега зависи од кризата во Украина и војната со Русија. Информациите велат дека последните година дена цената на нафтените деривати отишла за 100% повеќе. А не толку одамна. Плаќавме ефтин бензин и тоа во 2020 година 57 денари за литар. Како што може да се види на овој графикон. После тоа цената одеше вртоглаво нагоре. Мал пат во април имавме колку да здивнеме, но тоа е се. Сега повторно до небо. Според најновите цени кои што беа донесени на 24 мај, плаќаме речиси 100 денари за литар. Од 24 мај цената на нафтените деривати е следна. Евросупер БС 95 е 95 денари за литар. Евросупер БС 98 97 денари за литар. Дизел 85 денари за литар. Но не се опуштете, експертите велат дека овие цени се денес, а веќе утре може да бидат многу повисоки. Следна ставка која создава главоболка и на македонските граѓани, но и на бизнисот, се каматните стапки на кредитите. Информациите велат дека е можно и тие да се зголемуваат, а секој втор македонец има кредит или потрошувачки за да скрпи крај со крај или стамбен. И сите тие секој месец мора да си ги плаќаат своите рати. Официјалната информација од Народната банка на Република Македонија е дека повторно се зголемива каматната стапка, основната каматна стапка. Иако зголемување имаше пред само еден месец, сега има повторно зголемување и изнесува 1,75%. Информациите велат дека ова неминовно ќе донесе до зголемување на каматите на кредитите на обичните луѓе. Но кога и за колку, никој не кажува. Банките
молчат. Но барем никој не ги чепка даноците и никој не го чепка курсот на денарот. Експертите веќе ги предупредија од владата да не ги чепкаат трошоците на граѓаните што се однесува до даноците, затоа што и така ќе го истенчат веќе тенкиот новчаник на македонскиот граѓанин. Ако го сме кај тоа колку е тенок новчаникот на македонскиот граѓанин, според синдикалната потрошувачка кошничка, која што е за минатиот месец, таа достигнала сума од 38.000 денари. Овие пари секој месец секој македонско семејство мора да ги издвојува и тоа според информациите најмногу пари даваме за храна. И тоа даваме 16.000 денари и тоа не за луксузирање, туку за основните прехранбени продукти. Следна ставка се сметките околу 11.000 денари. А останатите пари кои што се остануваат до 38.000 треба да ги развлечеме за лекови, за превоз, за облека и за некој културен настан. Но на што е проблем е што ова потрошувачка кошничка од 38.000 денари само за еден месец се зголеми за 2.000 денари. Што ќе се случува наредниот месец, никој не знае. Се ќе зависи и од светските цени и од тоа како ќе одат цените нагоре кај нас. Но информациите велат дека цела година, цела 2022 година не очекуваат поскапувања. Но министерот Фатмир Бесими убедува дека пари за да се одржи стандардот на македонскиот граѓанин има. Обезбедуваме нови дополнителни 76 милиони евра за мерки за заштита на стандардот на граѓаните и поддршка на стопанството. Овие средства се заштита, резерва и бафер и во случај на потреба ќе влезат нови пакет на мерки. Стравот е дека од септември не очекува уште поголем ценовен шок. Дури експертите велат дека владата ќе чува парите за од септември доколку бидат потребни нови дополнителни мерки. Но експертите исто така велат дека овие социјални мерки не се решение. Ниту пак е решение за мрзнувањето на цените, затоа што цените на светско ниво одат нагоре. И кога цените ние на крајот ќе мораме да ги одмрзнеме, тогаш ќе не чека буквално шок од зголемувањата дупли и тродупли или уште поголеми. Сите велат дека решение за секој проблем, а и за овој, е зголемување на платите на вработените. Светот оди напред, цените одат напред и мора да најдеме начин да ги пратиме, а и да ги платиме. Единствено можеме тоа да го сториме со зголемување на куповната моќ на македонскиот граѓанин. Во спротивно, освен инфлација, на врата ќе ни тропне и стагнација.